Добро вечер, започнува најновото издание на Рапорт. Овој пат се селиме во Зрновци. Тоа е мала општина сместена во подножието на Плачковица, во која живеат над 3000 жители. На оваа територија постојат помалку индустријски капацитети. Основна преокупација и занимање на голем број семејства е земјоделството, па оттука животот на овие простори подразбира напорна работа. Кои се карактеристиките на оваа општина и на што таа работи за подинамичен и економски развој? Ке дознаеме повеќе од градоначалникот на општина Зрновци Блаже Станков. Јас очекувам дека со подобрување на стопанската состојба во Македонија, со отварањето на нови работни места, пројавија повеќе граѓани желба да се вратат. Продажбата на градежното земјиште е само 1 евро, додека пак комуналите за половина евро, мислам дека доволно направивме, со обзир на тоа што самата зона за мало стопанство има и изградена инфраструктура, изградба на речното корито на реката Зрновка втора фаза, изградба на детската градинка, изградба на улица Генерал Апостолски, улица Скопска, изградба на улица Трифон Вангелов во село Мородбис, изградба на фекална канализација во село Мородбис, за која што веќе е завршена тендерската постапка, меѓутоа паќањата ќе бидат во 2016 година, изградба на парк во село Мородбис, Наш денешен гостин во студиото на Канал Плюс телевизија е градоначалникот на општина Зрновци Блаже Станков. Добро вечер, господине Станков, и добро дојдовте во емисијата Рапорт. Така, еве во денешно време најголем проблем е иселувањето од државата. Дали тоа се чувствува во Зрновци, сепак е и мала држава? Па да, можам да кажам дека навистина иселувањето од нашата општина се чувствува. Навистина е намален бројот на граѓани. Тие истовремено, значи, не се овде да бидат потрошувачи во нашата општина, меѓутоа исто така не се овде да ствараат нова вредност. Така да, навистина тоа може да се забележи. Зрновци како општина, значи, сите знаеме од порано, значи, беше една од поразвиените населени места. И тоа навистина денеска многу работи од тие времиња се подзаборавени, меѓутоа јас очекувам дека таа слика ќе се смени, макар што можам да кажам дека иселувањето во нашата општина престана да се случува, значи тој тренд е крајно намален, бидејќи најмасовното иселување се случи 90-тите години. 90-тите години добар дел заминаа во Италија на работа. Тие денеска таму се удомени од домаќините, значи неколку десетици години се таму имат израснато дечиња, веќе голем број од тие дечиња и вработени, запослени, така да тоа е најверојатно и најголемата пречка што не можат добар дел од овие граѓани да се вратат. Меѓутоа јас очекувам дека тој тренд понатаму, значи нема да се случува, нема да не се случува иселување, очекуваме и добар дел од овие граѓани да се вратат назад. Така, дел од нив еве и заработуваат таму, потоа се враќаат и градат овде. Па не можам да кажам дека имаме некое градење, барем не масовно градење, поединечно, значи градење на индивидуални домови, меѓутоа и тоа не може да се каже дека е во некоја голема мерка. Меѓутоа, за жал, еве тоа е така. Јас очекувам дека со подобрување на стопанската состојба во Македонија, со отварањето на нови работни места, пројавија повеќе граѓани желба да се вратат и тоа веќе почна и да се случува кај одредени граѓани. Јас очекувам дека во наредните години нешто поради рецесијата, светската рецесија што има зафатено Европа, меѓутоа и поради подобрување на условите во Македонија, поготово за овде ќе го спомнам развојот на земјоделската дејност, а нашата општина беше позната по таа земјоделска дејност, бидејќи во нашата општина имаме плодна земја за лудување, имаме богата е со вода за наводнување, така да во последно време голем број на граѓани пројавија желба да се вратат и да им се вратат токму на таа земјоделска дејност. Така, дали малото стопанство во општината е во развој? Од мало стопанство ние во нашата општина имаме неколку текстилни фабрики. Навистина таму работат неколку стотици луѓе, меѓутоа очекувам дека во зоната за мало стопанство ќе се најде инвеститор кој што ќе инвестира во преработка на земјоделски
култури, така да со тоа значи ќе повлече добар дел од земјоделците да можат своите производи да ги пласираат токму во една ваква фабрика, така да јас очекувам дека во догледно време тоа ќе се случи, со оглед на тоа што веќе почнавме да преговараме со неколку фирми да тоа се направи и можам да кажам дека и во моментот се случува организиран откуп на одредени земјоделски култури од фирмата Ларс од Штип, така да навистина тоа допринесе значи многу градинарски култури да се појават во помасовно производство, меѓутоа веројатно значи во следните години тоа ќе се омасови бидејќи познати се земјоделските култури по својот квалитет во нашата општина. Значи секогаш тие први ќе беа продадени на пазарите, а тек после ќе беа продадени останатите земјоделски култури. Така. Значи овде мислам пред градинарски култури. Бидејќи вие сте помала општина, што правите еве? Која е шансата за подинамичен и економски развој на општината? Значи со самата зона за мало стопанство што имаме отворена, продажбата на градежното земјиште е само 1 евро, додека пак комуналите се половина евро, мислам дека доволно направивме, со обзир на тоа што самата зона за мало стопанство има и изградена инфраструктура, така да тоа доволно беше да привлече инвеститори, но за сега значи веќе си има направено 22 парцели се продадени, имаме направено еден капацитет за откуп на жито, индустријски капацитет за откуп на жито и еден капацитет за преработка на млеко, значи тоа ќе биде млекара која што е во фаза на изградба, најверојатно значи во текот на 2016 година. Ова млекара ќе почне со работа, така да очекувам дека тоа и ќе допринесе до развој на сточарството во нашата општина. Така, имате ли сознание еве колку ќе чини инвестицијата за оваа млекара? Па со обзир на тоа што се работи значи за приватни објекти, јас навистина немам сознание за која вредност се работи. Меѓутоа, значи тоа нема да биде толку мал, ниту некој обемен па толку објект. Меѓутоа, значи доволен ќе биде да може да ги задоволи потребите на нашите сточари да можат значи овде да го пласираат своето млеко. Така, општина Зрновци продолжува со реализирањето и на комуналната инфраструктура. Докаде е изградбата на новите улици и веќе завршените? Можам да кажам дека годинава ние асфалтиравме неколку улици во должина од 1000 метри, меѓутоа завршивме и други проекти кои што си беа од витално значење за нашата општина. Тука пред се мислам на уредување и регулација на речното корито во село Мородвис. Исто така изградивме термичка фасада на општинската зграда. Значи, веќе тука ќе имаме заштедување на енергија со обзир на тоа што беа променети и прозорите и вратите, така да навистина со целата оваа фаза на изградба на самата општина, бидејќи оваа зграда беше изградена 50-тите години, значи се работеше за прозори, врати, 50-ти на 60-ти на години, значи стари. Колку бе инвестиција? Ова инвестиција беше околу 1.200.000 денари, од кои што 200.000 денари беа донација на учество на општината, а пак 1 милион денари беа од секретаријатот на швајцарската влада. Така, други улици еве во околните села? Дали се изградени? Од минатите години асфалтиравме повеќе улици во село Видовиште и во село Мородвис. Оваа година се одлучивме да асфалтираме само во Зрновци. Меѓутоа следната година веќе со обзир на тоа што имаме обезбедено средства, за кои што за неколку улици е и тендерската постапка во тек, така да очекувам дека ќе асфалтираме улица Генерал Апостолски и улица Скопска, меѓутоа исто така и во село Мородвис улицата Трифон Вангелов во должина од 800 метри и во село Видовиште една улица со должина некаде околу 400 метри. Така, во најава изградба и на нова детска градинка. Докаде е постапката? Па со обзир на тоа што се појавија некои технички грешки кај проектната документација, кои што веќе ги отклонивме, така да јас очекувам дека наскоро ќе почне Министерството за финансии, бидејќи средствата ни се обезбедени преку Министерството за финансии, очекувам дека ќе почне постапката за објавување на тендер, така да сигурно некаде таму почетокот на следната 2016 година, доколку возможат временските услови, ќе започнеме со изградба на детската градинка, која што е веќе предвидено во текот на 2016 година да биде изградена и да биде пуштена со работа.
Така и од околните села дечињата исто така ќе доаѓаат во оваа градинка, така? Секако да, значи од целата наша општина децата ќе бидат сместени во оваа градинка со обзир на тоа што интересот навистина е голем. Ние во моментот имаме 30 можеби повеќе деца кои што посетуваат градинка во градот Кочани, меѓутоа навистина тоа и е оттежното на граѓаните. Меѓутоа, значи тоа не зависеше целосно од нас, иако беше најавена градинката уште пред неколку години дека ќе започнеме да градиме. Се случија значи некои пролонгирања. Меѓутоа мислам дека дефинитивно со сите овие значи исправки кај техничка документација, бидејќи со текот на годините значи се случија и некои законски промени, мораше да се направи ИЗИС, геомеханички испитувања и ред други работи кои што моравме повторно да ги доработиме. Откако сето тоа е отклонето, значи јас очекувам дека почетокот на 2016 година ќе започнеме со изградба. Така, веќе неколку месеци започна со работа и народната кујна. Колку граѓани овде се хранат? Дали и од околните места? Во моментот имаме 10 граѓани, значи само од село Зрновци, еден граѓанин од село Видовиште ја посетува народната кујна. Навистина со обзир што се работи за крајно ранета социјална група, ова навистина е добар гест од страна на владата со отварањето на овие народни кујни и навистина значи можам да кажам дека оваа група на граѓани последните месеци ние самите забележавме дека добро се созема и е добро што секојдневно имаат по еден топол оброк. Јас очекувам дека ова кујна значи ќе продолжи понатаму да работи и ќе се прошири бројката и во останатите две населени места. Така, дали граѓаните на општина Зрновци пијат чиста вода? Па можем да кажем дека навистина пијат чиста вода, со обзир на тоа што нашата вода секојдневно се контролира, меѓутоа најмалку 2 пати во месецот се контролира и од Центарот за јавно здравје и нашата вода пред неколку месеци беше проценета како најквалитетна и најчиста во Источно-Плански регион. Дали имавте промена на водоводна мрежа? Значи, дел од секундарната водоводна мрежа беше подобрен, средена ни е и примарната водоводна мрежа, така да ние во моментот имаме до секое семејство во нашата општина испорачено чиста и питка вода за пиење. Така, еве започна проектот за заштита и промоција на платановите стебла во село Мородвис. Зашто станува збор? Значи овде според проектот од заштита на природата веќе ни се одобрени средства да овие платанови стебла во село Мородвис бидат заштитени. Овие стебла еднаш биле заштитени во составот кога нашата општина беше во составот на општина Кочани, значи некаде 84 година. Тие се заштитени како споменици на природата, меѓутоа ние сакаме да го тоа повторно обновиме со тоа што планираме на сите овие стебла, значи извршиме и одредено конзервирање, меѓутоа исто така и заштитување со закон, се со цел да не можат значи граѓаните да ги оштетуваат, ќе бидат ставени табли дека овие тоа се споменици на природата, ќе бидат конзервирани или ќе се наоѓаат и по некое суво стебло, меѓутоа истите ќе бидат обградени со клупи за седење и со одредени значи на градби од камен, се со цел значи да пристапот до нив не биде лесен и да не можат да бидат оштетени од некои физички значи непогоди. Така, еве да им појасниме на гледачите конкретно за што станува збор, какви се тие? Овие платанови стебла кои што ние кај нас ги викаме, тоа се значи чинари од типот од видот на чинари дрвја, негде ги има околу 7-8 стебла. Тоа се стари сигурно повеќе од 500 можеби повеќе години, токму значи сега со изработката на оваа елаборат, на оваа студија, при самата заштита значи ќе биде одредена и староста на овие платанови стебла. Значи тие од секогаш постојат, меѓутоа од секогаш не интересирало од кога се насадени, бидејќи значи генерации кажуваат дека можно е да бидат постари од 500-600 години. Така, да се навратиме од претходните прашања во врска со земјоделието. Општина Зрновци е позната и по развиеното земјоделство, се одгледуваат и повеќе култури. Дали овде земјоделците се задоволни од овој крај? Че можам да кажам дека Зрновци познато беше на пред децении, пред таму од 70-ти и 80-те години по производство на градинарски култури.
Навистина, после 90-та година, при транзицијата на нашата земја, овој пат на производството замре, тогаш се случи и иселувањето на добар дел на граѓани, така да навистина денес можеме да забележиме, значи, површини кои што уопште не се засејани, не се одгледувани, меѓутоа основна пречка во изминатите години на нашата општина беше и нефункционирањето на левиот магистрален канал. Со нефункционирањето на левиот магистрален канал, граѓаните, значи земјоделците, не беа можно да се бават и со градинарски култури, па овие површини, земјоделски површини беа засејувани само со житни растенија. Со обзир на тоа што тие не се доходовни и навистина многу култури, многу земјоделски површини беа запоставени, беа напуштени, и тоа со промена на моделот на стопанисување со водата за наводнување, јас очекувам дека повторно ќе почне да функционира левиот магистрален канал, а земјоделците ќе можат, значи, да одгледуваат и подоходовни култури, од кои што тие им бидат многу поисплатливи, тука пред се мислам на градинарските култури, бидејќи општина Зрновци беше позната по производство на пиперката, на патлиџанот, на томатот, исто така на празот, значи кој што и денес е традиција во нашата општина, и тоа овде беше застапен и грашокот, боранијата и ред други. Значи тоа и реков дека од пред неколку години, значи неколку години назад земјоделците приморани беа да се бават само со таа житна култура. Токму поради нефункционирањето на левиот магистрален канал. Така, еве во Кочани отворена и новата фабрика за преработка на ориз и Левиди Агро. Какво значење ќе има за општина? Дали ќе има некоја значење за општина? Значи, ние, еве тоа сакам да го спомнам, во нашата општина многу малку земјоделски површини се засејани со ориз. Значи, 90-тите години со неисплатливоста на оризот, овие површини беа оставени и претворени во други култури, така да, значи, ќе ни требаат навистина неколку години да сите овие површини се вратат повторно под ориз, бидејќи добар дел на овие површини се загадени со разни плевели, меѓутоа и добар дел, значи, од сета она потребно, значи, површината да одговара, да ги створат повторно услови за одгледување на оризот, значи ќе им требаат навистина, значи тука се мисли на тие сите земјоделски операции, рамнење, правење на трапови повторно, нели, за да можат да ги вратат повторно под една таква култура. Меѓутоа интересот кај граѓаните почна повторно да се чувствува со обзир на тоа што веќе цената на оризот почна да се подобрува, така да јас мислам дека со самото тоа што ќе се пројави за организиран откуп, за помасовен откуп, и ако цената биде соодветна, навистина граѓаните повторно ќе имаат желба да почнат да гледуваат ориз. Така, еве кај вас близу е и Плачковица, има многу реки, планини, дали размислувате за алтернативен туризам? Значи, нашата општина од секогаш, значи, размислува на алтернативен туризам. Ние можем да кажем дека во одреден домен имаме туризам, значи нашата општина е посетена постојано од домашни гости, меѓутоа повремени од странски гости. Навистина овде би го спомнал, значи, кањонот на реката Зрновка, кој што изобилува со многу живописни предели. Значи, тука се наоѓаат безброј природни базени кои што и денес ги користат граѓаните од нашата општина, меѓутоа, значи, има голем број на тримпатики кои што се погодни за прошетки, меѓутоа исто така и голем број на падини кои што се погодни за излети, за одмор, за рекреација. Така да навистина, значи, се работи за еден многу живописен кањон кој што е вистинска ретост во Република Македонија. Овде ќе ги спомнам исто така и археолошкиот локалитет во село Мородис, кој што навистина е сам по себе интересен, значи посетуван и дури од странски туристи, со обзир на тоа што се работи за антички град, односно за град од времето на Римското царство и Византиското царство, кој што бил голем центар, голем духовен и воен центар, така да навистина овде се наоѓаат остатоци од неколку цркви и навистина, значи, постојано доаѓаат граѓани, мислам, туристи да го посетат овој локалитет. Да, и овде, значи, Плачковица, се наоѓа во подножјето на Плачковица, навистина живописно убаво место. Така, размислувате ли еве за патно поврзување меѓу општините Карбинци, Зрновци и Виница?
Колку се реалните шанси да Значи се направи? годинава беше завршен патот Видовище Теранци, значи овој крак од регионалниот пат Виница, Зрновци, Облешево, Карвенци, Штип, по должина од 30 на километри. Годинава беше завршен, значи во целост патот Видовище Теранци во должина од 4,5 километра и навистина нашата општина доби уште една сообраќајна алтернатива која што не поврзува со магистралниот пат Кочани Скопје и навистина, значи, со неколку десетици километри им се скратува патувањето, излавањето на магистралата, поготово на селата Видовиште и Мородвис. И навистина јас мислам дека оваа трансферзала, овој регионален пат, поврзувањето, значи, со веќе во иднина, значи, и со експресниот пат Кочани Штип, навистина ќе дојде до развој, до економски развој на нашата општина. Ке се заштеде повеќе. Така, веќе се наближува и крајот на 2015 година. Дали е општина Зрновци го креира буџетот за 2016? Да, значи ние на минатата седница беше донесена нацрт верзијата на буџетот, а сега веќе во петок на 18, мислам дека 18 декември, ќе имаме повторна седница на која што, значи, конечната верзија на буџетот треба да помине. Па можам да кажам дека нашиот буџет е отприлика некаде околу 70 милиони денари, од кои што околу 40 милиони денари отпаѓаат на капитални инвестиции, околу 17 милиона блок дотации за образованието и останатиот буџет е, значи, за општината. И навистина основниот буџет само за општината е навистина релативно мал, меѓутоа ние сме мала општина, имаме малку вработени, меѓутоа се надевам дека сите овие, значи, овој дел на буџетот што е за капитални инвестиции со обзир на тоа што веќе за добар дел ни се одобрени средства, за кои што веќе спремаме тендерска документација. Очекувам дека целосно овој буџет ќе биде реализиран во текот од 2016 година. Што се однесува пак до буџетот за 2015 година, можам да кажам дека некаде околу 80% за сега ни е реализиран, со обзир на тоа што, значи, за одредени средства не поминаа преку нашиот буџет или ќе одеа преку некое од министерствата. Значи не одеше тендерската постапка преку нас, значи тука поради тоа на прв поглед ни изгледа дека буџет го немаме реализирано целосно, меѓутоа, значи, тие средства на друг начин поминале преку некоја друга сметка, преку некое друго министерство или некоја агенција за развој, така да можам да кажам, значи, до крајот на годината целосно ќе биде реализиран буџетот од 2015 година. Еве да издвоиме неколку проекти на кои ќе ставите акцент за идната година. Значи, ние за идната година имаме изградба на речното корито на реката Зрновка втора фаза, изградба на детската градинка, изградба на улица Генерал Апостолски, улица Скопска, изградба на улица Трифон Вангелов во село Мородвис, изградба на фекална канализација во село Мородвис, за која што веќе е завршена тендерската постапка, меѓутоа плаќањата ќе бидат во 2016 година. Изградба на парк во село Мородвис, парк во село Видовиште, ова е една комбинација помеѓу плоштад и парк. И во моментот веќе во тек на изградба се на два моста на реката Видовишка, кои што за прв пат се градат и навистина, значи, мобилноста на граѓаните, поминувањето преку реката ќе им се олесни крајно, со обзир на тоа што од минатите години, значи, тие мораа и во секакви услови, значи при услови кога реката беше надојдена да поминува така преку самата вода, ја мислам дека со изградбата на овие два моста, значи сето тоа ќе биде надминато. Така, дали имате одделено еве некои проекти во соработка со Источнопланскиот регион? Преку Источниот плански регион во овој момент е изградба на овие два моста што ги спомнав сега, меѓутоа исто така изградба на урбанистички планови на села за сите три населени места, а тендерската постапка најверојатно има завршено, така да во текот на 2016 година ќе бидат изработени овие нови урбанистички планови за село, каде што предвидовме, значи, голем број на градежни парцели и за индивидуално домовење, меѓутоа исто така и за стопански објекти. Така да, со обзир на тоа што ние немавме во населено место Мородвис, за населено место Видовиште, навистина, па дури и за Зрновци, значи со обзир на тоа што деталниот урбанистички план веќе е со поминат рок, навистина граѓаните се соочуваа со проблем при градењето, меѓутоа со изработката на ова
урбанистичка планска документација, навистина многу повеќе се олеснува градбата на граѓаните, бидејќи нема да се работи за детални урбанистички планови. Значи ова е една сосема поинаква верзија на која што граѓаните, значи на самата нивна парцела која што ќе биде лоцирана, ќе можат објектот да го градат каде што тие ќе имаат потреба или каде што на нив ќе им одговара. А за сега, значи, точно мораше на местото каде што е предвидено, а сега, значи, со одлука на Советот, значи, со одлука на Општината, со нивно поднасење барање, ќе може на целокупната парцела, значи, тој да може да манипулира дали сака лево, десно, назад или напред. Господине Станков, ви благодарам на гостувањето. Беше ми драго, ви благодарам и јас. Така, овде е крајот на денешното издание на емисијата Рапорт. Почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието. Останете со програмата на Кана Плюс.